Струмичките земјоделци денеска повторно излегоа на протест, револтирани од ниските откупни цени и непочитувањето на претходно постигнатиот договор за црвената пиперка ајварка. И покрај договореното, пиперката да се откупува по 30 денари за килограм, вела дека на терен ситуацијата е поинаква. Земјоделците уверуваат дека откупувачите самоволно ја намалиле цената на 25 денари, поради што производителите работат со чиста загуба. Не се почитава. Лажат, еден ден го почитуваа, вториот ден го намалија 25 динара право. И денеска 20. Срамно. Тешко да покриеме. Со тие цени тешко. Значи не може да платиме во аптеките, прво, второ, за нас нема и денар ќе нема за нас. Тешко ќе биде, многу тешко. Со тие цени ништо. Толку за 20 денара што ми се спаќа на мене. Не ми се спаќа ништо. Порано го испрезирам. Да пуштам трактор да испрезирам и заврши приказка. Значи ние јасни и они. И толку. Нема што да справа с тие бандити. Значи нема што да се прави. Толку е. На протестот присуствуваше и министерот за земјоделство, кој порача дека загриженоста на земјоделците е оправдана и најави вонредни проверки на сите откупни пунктови и преработувачки капацитети. Дополнително, за утре е закажан итен состанок со Асоциацијата на преработувачи, за да се утврди зошто се одстапува од договорените цени и да се заштити трудот на производителите. Од земјоделците слушнавме повеќе информации, затоа предложивме конкретно заедно со нив уште утре, доколку се договориме за овој состанок, значи јас денеска веднаш ќе направам контакт со Асоциацијата на преработувачи и директно со најголемите преработувачи кои што откупуваат од овој регион, вклучувајќи го и Прилеп, регионот кој што ќе треба да започне со откуп, бидејќи таму пиперката исто така е стасана за неколку дена, да седнеме на една заедничка маса и да видиме дали имаме некакви недоразбирања или недоследности во почитување на овој договор. Со реакција излегува и од опозицијската СДСМ, откаде што изразија целосна поддршка за барањата на земјоделците и упатија критики до владата. Во време на СДСМ откупната цена беше 50 денари по килограм. Сега владата треба да обезбеди и повеќе од 50 денари заради зголемени трошоци за производство во целокупниот сектор за земјоделство. Земјоделецот не живее од пресконференциите на Мицковски и лажните ветувања. Земјоделците најавуваат дека доколку не се вратат договорените цени и не се заштити нивниот труд, ќе ги продолжат протестите и во наредните денови. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.